Украинката Марија Гончарова и незините два сина живеат во овој стан во Александрија, Вирџинија, само неколку недели. Тоа е нивниот прв стан во САД откако пристигнаа во земјата како дел од американската владина програма наречена Обединување за Украина. Гончарова вели дека познавањето англиски јазик го олеснил животот овде. Иако е тешко да се биде далеко од незиниот сопруг кој е останал во Украина, таа вели дека тие почнуваат да се прилагодуваат. Документи, все эти social. Морав да се занимавам со документи, да добијам социјален број, да ги запишам децата во училиште. И сето тоа траеше неколку месеци. Но сега кога помина некое време, стана полесно. Се прилагодивме. Децата повторно одат на училиште. Таа вели дека незиното семејство е удобно сместено во Америка, но со задоволство размислува за нивниот живот во Украина. Тие живееле во градот Нова Каховка во регионот Керсон, каде Марија работела како терапевтка за масажа. Незиниот 7-годишен син Марк се сеќава на денот кога нивниот живот се променил. Я в Украине мне била клас. Бев многу среќен во Украина, но одеднаш почна војна. Мајка ми и татко ми ме разбудија, не слушнав ништо. Кога стана видов куфери. Мислев дека одиме некаде, но мајка ми рече започнала војната. 13-годишниот Стефан се сеќава на збунетоста на тој ден. Вставај, ма едем. И ја честно... Мајка ми извика, стани заминуваме. Мислев дека ќе одиме на патување низ Украина, да бидам искрен, можеби моите родители организирале изненадување. Но се покажа дека тоа е војна. Гончарова допрва треба да најде работа и да добие лиценца за масажа. Во меѓувреме, незиниот сопруг работи на транспорт на товар во Украина и испраќа пари на своето семејство преку океанот. Гончарова вели дека не планира да се врати во Украина дури ако војната заврши наскоро. Незината главна цел засега е да ја види победата на Украина и да биде повторно со незиниот сопруг за заедно да изградат нов живот во Америка. Сокер. Поэтому Марк, так. Поэтому